Очигледно е дека консензуалното решавање на споровите односно решавање на донесување на одлуки во унијата е нешто што ќе биде во еден дел напуштено, меѓутоа во друг дел се уште ќе остане. И во таа смисла ЕУ не сака да увезува нови конфликти и недоразбирања во себе си, особено имајќи во предвид поларизацијата која што сега е и во Европскиот парламент, она што допрва ќе се случува со предстојните избори за Европскиот парламент, поларизацијата на ниво на популисти и да речеме, европски сили во секоја држава членка. Од тука секоја дополнително дестабилизирање на унијата не ја оди во корист и затоа инсистира сега, токму тој го стави во стратегијата за проширување, решавање на билатералните спорови пред зачленување. Повеќе играчи кои што претендираат да станат регионални или светски сили влијаат во регионот, тука пред се би се задржала на економското влијание кое што го зајакнуваат. Од друга страна ЕУ исто така добива и можност да влијае на тековите во овие процеси, како например мигрантската криза. ЕУ добива на некој начин по-реално присуство на овие простори, поголема можност да го контролира протокот на мигранти.